се роди година поќе да пијаме. Да сме здрави и живи. Со закројување на лозовите насади, охриѓаните Владо и Дејан го одбележаа празникот Свети Трифун, за кој се смета дека е заштитник на лозјата и овошките. Вела дека станува збор за многувековна традиција која и тие ја наследиле од нивните предци. Веруваат дека годинава ќе има богат род, а Свети Трифун ќе ги штити лозјата од невремиња и штетници. Па ние комшиите се собираме на Свети Трифун уште од раните утрински часови. Се собираме и си носиме ракија, си вино, храна, месо, си правиме скара за сите, го зарежуваме лозјето за род да ни даде што повеќе. Адетот го правиме секоја година обавезно. Но велат за добар род е потребна работа во текот на целата година. Абе, на лозјето треба многу работа, треба тука да се вртиш, поќе работи имат лозјето, имат работа. Прскајне, лачење, перење, али најдве 1500 кила. Тука така. Лани оломна најдов 1800. Други пат денот го одбележаа со песно и домашно вино, а по зарежувањето стеблата од лозата го полија со вино и ракија од минатогодишната берба. Вела така било пред 100 години, така и денес. За Иван Огненов овој ден има големо значење. Значи една молитва за добар род, значи традиција, значи дружење, значи љубов према виновата лоза. Мојот прадедо имал едно лозје овде Чекоштина, од кое доаѓале да земат малку од гроздјето за да ги подобрат своите вина, оние кои имале на други места. Поголемиот дел од гроздјето го употребуваат за производство на вино и ракија за сопствени потреби, а останатиот дел го продаваат. Се смета дека Охридското поднебје ги има едно од најквалитетните сорти на гроздје, од кое се произведува квалитетно вино. Најплодните лозови насади во Охридскиот регион се наоѓаат токму овде во местноста викана Чекоштина. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.